Дали договорениот извоз на свежо разладено јагнешко месо во Јордан и првата реализирана пратка за доцната за сточарите останува отворено прашање, бидејќи сточарите велат дека јагнињата годинава им останале во трлата и ја надминале пропишаната тежина. Дека е така, потврдува еден од двајцата преостанати одгледувачи на овци во Мородвис, Гоце Јангелов, кој е принуден да ги продава за останатите јагниња по пониски цени, бидејќи веќе достигнале тежина од над 20 кг жива мера. Оваа година откупната цена беше почна 110 динара ни нудеа. Поголемите обрастаните дули 100 динара. И женските ги оставиме за приплод 62, 3, 65. Овие едно по едно продаваме по 100-2-30 динара, кој дојдете, така ги даваме. Да, така, ништо дозволи на трговците на откуп на кланиците они да директират, да профитират на нашата сметка, на нашата маха. Колку и чини толку, а и извозот сегде иде за Италија, за Хрватска, ваму таму, секоја година е така. Според него сточарите се доведени во мошна и тешка ситуација, иако државата не најде начин да им помогне. Конкретно може да се случи уште оваа година да се распродадат последниве 2 стада. Да, по година, и ако државата не ни помогне со нешто, тешко. Плюс пред неколку години 100% е намалена цената, давале сме 180-200 динара, 220, а сега за 100 динара смешно и срамота и грота е. Ние, ако така продължи, ако и наредната година биде откупната цена, ќе мора да ги продадеме овците. Инаку од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавија дека деновиве за прв пат по 23 години со авионски карго транспорт е извршен извоз на свежо разладено македонско јагнешко месо во Јордан, конкретно 2000 јагниња откупени од домашните одгледувачи на овци. Од Министерството посочуваат дека со отворањето на пазарот во Јордан се отвораат нови пазари не само за јагнето, туку и за други македонски земјоделски производи. Поради пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19, годинава извозот на јагниње се одвива со намален интензитет за традиционалните пазари.